Промена на власта, подготовка на локални избори, кратења во буџетот и секако нови вработувања во владата. На дел од овие и други теми денеска разговарам со пратеникот во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН Лилјана Кузмановска. Пред се, добре дојдовте во Мега телевизија. Благодарам на поканата. Наистина се чувствам пријатно. Баш ми е мило, се надевам и во текот на ова интервју ќе се чувствувате прекрасно да ни одговорите на дел од овие прашања кои што верувам дека јавноста многу ја интересираат. На почеток споменав промена на власта. Знаеме дека во моментов најголемата политичка партија во Република Македонија ВМРО ДПМН е во фаза на опозиција. Имено колку сметате дека сето тоа е хендикеп ако се има предвид дека на последните предвремени парламентарни избори кои што се одржаа на 11 декември, вашата партија беше со најмногу гласови, значи народот ве избра вас. Дали е хендикеп тоа да се биде опозиција? Во изминатиот период се случија многу настани кои направија забуна кај граѓаните, направија и кај нашите членови на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, во делот на настаните кои следеа се направија одредени активности кои всушност ја обелоденија вистината околу сценариото за создавање на влада таква каква што се направи. Многу ретко во државите во светот политички партија што победила, а има такви, меѓутоа во случајот кај нас многу ретко да во изминатиот период и на ова политичко ниво не се успеало да се направи коалиција, но изминатиот период знаеме под одредени сценаристи, под одредени притисоци и вклученост на многу политички субјекти се направи такво прегрупирање на силите во рамките на парламентот да ВМРО ДПМН остана како опозиција. И благодарение на тоа што значи основа или бит на нашата партија за чување на националните интереси, останавме во тој дел. Меѓутоа, она што мораме да го напомениме е дека граѓаните она што го очекуваат од нас, во секој сегмент да одбраниме националните интереси. Она што сега му се случува на Република Македонија, ние тоа го правиме. Меѓутоа имаме 51 глас. Сето она што опозицијата нас ни го припишува дека правиме некаква обструкција, забавена работа на парламентот. Не е точно. Ние она што го правиме на начин кој го бараат од нас граѓаните, на начин на кој една опозициона партија секаде во светот, а е најголема, и која освоила 450.000 гласови, го прави. Меѓутоа, користејќи ги сите демократски и законски алатки. Не може да се говори за закони кои значат разнебитување на државата, а ние да не ги искористиме сите законски мерки, односно сите наши демократски права. Тоа е нашата сила во моментот. Ние друга можност и сила немаме. Сето она што сега Социјалдемократскиот сојуз го прави и ќе го видат граѓаните. Ние не можевме да го направиме, да направиме коалиција со дел од албанскиот блок. Затоа што делот со потпишувањето на договорот со Бугарија, делот на законот за јазиците, делот на донесување макар еве и ребаланс популистички ваков каков што е за граѓаните, делот на водење на економските политики, делот најопасен со мигрантите, што се планират и да се изградат станови и државјанства во државата, тоа ВМРО ДПМН не можеше да го направи. И немаше друг механизам, освен на таков начин да не оди во коалиција со сите тие, затоа што не можеше директно да биде предавник на својот македонски народ. Она што можеме сега да го направиме, со 51 глас, го правиме максимално силно, да слушне и не само македонскиот народ, туку имејќи народната јавност, затоа што сепак не е за подценување опозиција со 51 пратени. Ќе продолжиме во делот на ребалансот на буџетот кој што деновиве треба да се расправа. Меѓутоа, претходно сакам да ви поставам едно прашање во однос на она што како партија цел летен период најавивте дека ќе го правите, а тоа се тимските посети на секое едно место во земјава, каде што сте меѓу народот да го слушнете неговите предлози, проблеми со кои што се соочува, истите да бидат преточени во програма. Тоа значи дека
Треба и ќе се направат дел од реформите како што се почна во ВМРО ДПМН, бидејќи неодамна се случи нели изборот на извршниот комитет со нови лица. Колку сметате дека овие промени, внатрепартиски промени, ќе донесат позитива од она што го бара народот од вас? Значи да почнам од почеток. Нашата работа на терен е континуирана и во време кога бевме власт и во време кога сме опозиција. Значи, континуирано сме пак на терен. Почнавме во делот на руралните средини, како тимови и одиме на терен, да видиме каде има проблеми, каде можеме да направиме измени во законски решенија, се она што значи наша работа и средба со граѓаните. Она што значи реформа во делот на партијата, која и нашиот лидер Никола Груевски ја најавуваше дека ќе се случи, мораше да се случи, се почна од извршниот комитет и јас сега морам да кажам и сакам да кажам дека силно го поздравувам тој чекор. Јас сум член на Централниот комитет и гласав за новиот извршен комитет. Во него има стари членови, докажани, кои се многу битни и кои го прават тој спој, меѓутоа имам нови луѓе кои имат свој професионален багаж во позитивна смисла и кои сакаат и во овој период на опозиција да го вложат својот труд и својот максимум во делот на политичкото живење, односно во креирање на политиките на ВМРО ДПМН. Тоа е многу важно. Во ВМРО и се случи, почнувајќи од изминатиот период, да не должам, меѓутоа колку што можам пократко, во изминатиот период атак целосен со креирање и пиар на создавање на партија која не го прави економскиот развој, која има режимски карактеристики, сите налепници на кои нити ние како луѓе се препознаваме, нити тоа сме го направиле во животот, нити партијата. Меѓутоа да беше единствениот начин да се тргни ВМРО ДПМН од сцена и со формирањето на специјалното јавно обвинителско, кое е очевидно дека испостава и целосно работи со се кадри, еве сега со новите вработувања од нови 30 и се внатре што значи фамилиарно на членовите на специјалното јавно обвинителство, атак за и то удар на клучните луѓе на партијата за да настане разнебитување. Значи, тоа се методи многу очевидни, добро сработени. ВМРО ДПМН уште посилно работи, уште посилно ангажира луѓе, односно приклучува кадар кој посилно и подсврсто и со уште поголема верба работи во делот на политиките, кој знае да ги одработи. Знае што е политика, знае што е водење на економски мерки и политики многу битно, знае што е образование и во делот на сите што значат општествен живот на граѓаните. Наку со вашиот одговор е дека да, ова прва така наречена реформа треба да вроди со плод, меѓутоа ме интересира едно клучно прашање кое што ја разбранува јавноста. Тоа е Богдан Илиевски, ако не се лажам, кој што доаѓа од редовите на граѓанскиот сектор. Колку сметате дека граѓанскиот сектор, кој што треба да биде коректив на политиката, ако сега влегува во политичка партија, може да придонесе позитивно работење? Или едноставно се јавува оној првичниот сомнеш кој што беше кај спротивната во моментов владеачка партија, дека шарената револуција ја вметна во своите редови, ги стави во собранието, ако не се лажам, и на други клучни места. Да. Ме слушав различни аналитичари, луѓе што долго време се занимаваат исто со политика и прават анализа, односно и дебатират околу водењето на политиките, на вклученоста на невладиниот сектор, колку е тоа добро, колку не е добро. Во изминатиот период немавме случаи на вклученост на и голем ангажман во политичките токови, барем во нашата партија, на делот од невладиниот сектор. Работевме многу цврсто и многу силно во многу прашања и креирање и водење на измени, дополнување на законски решенија, во однос на јавни дебати, кога требаше да ни беше потребен тој глас на граѓаните.
Меѓутоа, полека, секоја партија си има своји нови, креира нови политики, полека стануваме свесни дека можно е и потребно е тој невладин сектор, тој граѓански сектор, тој глас на граѓани да почне да се влегува во тековите и на политичките партии. Слушнав и јас многу бранување имаше посебно за Конкретно, да, за оваа личност. Богдан, влегува во извршниот комитет на партијата. Меѓутоа мислам дека не е кој знае колкав некаков проблем или нешто во кој тој нема да даде свој придонес. Да. Ни престојат локалните избори, доколку председателот на собранието Талат Џафери на 6 август, тоа е за некој ден сега, ги распише, имено многу клучен политички момент кога станува збор за локално ниво, бидејќи сите се соочивме со тој хендикеп и со таа кочница кога истекоа мандатите на градоначалниците, па потоа имаше продолжување на тие мандати со техничко владење, така да се изразам. Кажете ми, колку ВМРО ДПМН е подготвена кадровски со своји политики, механизми да излезе на локалните избори? Па континуирано работиме. ВМРО ДПМН и покрај сите овие притисоци, и покрај овај процес на реформи и во партијата, кажав јас на почетокот дека континуирано сме на терен со граѓаните. Работиме и во делот на анимирање на луѓе наши членови, во делот на составување на советнички листи, во делот на сега имавме навистина една голема акција во која над 600 аплицира за комисиите во рамките на ВМРО ДПМН, така да тој процес континуирано си течи и спремни ќе излезиме на локалните избори. Дали им одговараат локалните избори на СДСМ? Па, во моментот анализирано им е дека сигурно е добро. А и законска можност и одредба е да се одржат локалните избори сега. Колку им одговараат, јас мислам дека со оние сите сопки кои што си ги постави од самиот старт, нели, законот за јазиците с коалицирањето, изборот на председателот каков беше, па сите тие моменти, тие средби со странски представници, дали се тоа дипломати, дали се амбасадори. ветер во грб му е поддршката од цела меѓународна јавност. Значи е тоа што ги води и мислат дека е тоа анблок и дека е тоа еднаш за секогаш дадено. Мислите ли дека тоа дефинитивно ќе се одрази на локалните? Мислам дека она што треба да го одработат и она што им е дадено како залог и задача ќе го направат. Меѓутоа, капацитетот за водење на економијата, на државата и она што го очекуваат граѓаните, нема да го испорачат. Доаѓаме до најдел. Тоа го тврдам на оваа емисија и времето ќе покаже. Затоа што и кога говориме за економијата, посебно во делот и кај работам долго време, јас дај Боже да се лажам, затоа што не сакам да живеам лошо, ни јас, ни моите деца, ни моите комши, ни граѓаните. Меѓутоа, првично, таквите постапки, политики кои ги имаат и таквиот начин на водење на државата намо од почеток не дава такви резултати. Дојдовме до делот кога ќе зборуваме за ребалансот на буџетот. Тоа ќе се случи деновиве, имате 5 работни дена согласно деловникот за работа на собранието каде што ќе треба да се случи. Најпрво како председател на Комисијата за финансирање и буџет ќе ве запрашам за онај специфичен момент. Подпишувам, не подпишувам и ви даваат нешто што е подпишано, а треба да се излезе на собраниска расправа. Што се случи во тој момент? Каде е тука пропустот, каде е кршење на деловникот, бидејќи јавност имаше можност да ја види вашата реакција за она што ви беше вас направено? Да. Па, општата и амандманската расправа трае 10 дена во собранието и течеше максимално коректно во технички дел, независно од тоа како политички се однесуваа внатре партиите, односно она што позицијата во делот на обструирање, во делот на одовлекување на расправите или во делот на амандманите, затоа што ние сме во позиција сега на опозиција. Ние во интерес
да поминиме повеќе амандмани, да слушнат граѓаните што ние бараме, односно тоа се барања на граѓаните, и она што значи инклузивност и треба ние да се вклучиме е таа обострана доверба и работа. Не може ние да дадеме 706 амандмани и да не кочат при секој амандман и да поминиме 62. Значи тоа е навистина, години беа опозиција и целокупната ангажман во делот на носењето на ребалансите беа само критики. Беа критики и дека ние кога ќе дојдеме на власт ќе бидеме транспарентни, ние ќе ја вклучиме опозицијата, се што бара опозицијата, ќе слушниме барат и граѓаните, заедно ќе гласаме. Затоа, за да може граѓаните да го видат нивниот лицемерен однос, дека едно се кога се во опозиција, друго на власт, ние дел од амандманите што беа нивни и недозавршени проекти, ги ставивме истите. И имавме повеќе од 450 наши, односно дел од програмата која ние ја ветивме на граѓаните, со која добивме толку гласови, и барем еден се надевавме, дали нивни, дали наш, ке усвојат. Ниеден амандман од 840 амандмани не усвоја. Која е инклузивност? Која е заедничка градење на заедничка доверба? И кое лицемерие дека тие до вчера викаја еден амандман, барем за битола да изгласаја. Ете, конкретно има премногу кратења во буџетот кога станува за Пелагонискиот регион, вклучувајќи ја тука битола, вклучувајќи го Прилеп, значи она што цело време се бараше копанки, на крајот испадна да биде од нив? Ништо. Значи, што е важно? Кога јас многу пати, значи години бев пратеник во опозиција, и кога те напаѓаат во опозиција, дека зошто немаш амандман, зошто јас кажував, значи најтешката работа е во опозиција. Кога ти на тој буџет, во рамките на тие можности треба да распределиш и да дадиш секаде. И во рамките на тоа, менаџирањето на пратениците од тој регион е многу битно. Многу тежок пат е тоа. Ама соработката заедно со сите пратеници во парламентот е многу битна. Кога ние правиме или ребаланс, или носиме нов буџет, многу е битно какви се економските параметри. Овој ребаланс на буџет, што се носи сега, всушност е ребаланс каде што имаме раст на јавната потрошувачка. Имаме раст на извозот од 9%. Имаме остварување на приходите за првите 6 месеци со 46%. Значи, сите даноци што се планираа одеа во темпо на прибирање на... Иако имавме многу тешка политичка година во која имавме многу застој на економијата заради политичките случувања и каде што имаме раст од 0%. Меѓутоа, она што јас го поставив на министерот и барав да ми одговори, и се трудеше да ми одговори, таму видовте низ тие листијата како вртеше, значи тоа беа одговори кои јас ги барав, беа, значи приносењето на избирањето на владата, она што јас на Заев му го поставив како прашање. Вие имате до крајот на годината во вашата економска програма дека ќе остварите раст од 6 до 7%. Како тоа ќе го направите? Со кои мерки? Ќе го направиме. Сега го носиме ребалансот. Значи, ние во ребалансот велиме дека ќе има раст од 2,2%, од 3 проектиран го намалуват и кажува министерот не можеме затоа што првата полугодие беше 0%. Па вие обеќавте раст од 6 до 7%. И ако тоа го остварите до крајот на годината, значи растот ќе биде 3 или 3,5. Кажете ги економските политики, за ние да имаме верба дека некои луѓе разбират, водат и креират политика. Не, министерот одговори, заради тоа што ние имаме ветено на граѓаните предизборно, а тоа се 4 работи, заради тоа се прави ребалансо. Првото, за да се издвојат
Тоа 12.000 денари се врши субвенционирање. Не знаеме по кој закон не е донесен, на кои фирми, како ќе ги определат, како ќе ги изнајдат. Значи немаме законско решение. Извор на финансирање се уште не е соопштен. Ништо немаме, тоа ќе го прават. Субвенционирање до 12.000, значи тоа е притисок. Значи ние како позиција нон-стоп пресови правевме. И по тој притисок го прават тоа. Второто е радиодифузната такса до крајот на годината, за да ги ослободат граѓаните, кои ќе видат дека по година или друга ќе им доди препораката дека не смеат да го прават тоа, бидејќи единствена земја, Белорусија е само што има целосен монопол. Значи субвенционираш ти директно еден медиум и тоа е под контрола твоја. Конкретно, значи целосно. Тоа го бара од нас и на кои ние ќе субвенциониравме. Немаше проблем. Во делот на мали и средни предпријатија зголемуваат уште некоја сума, затоа што сметат дека субвенционирањето за странските директни инвестиции било големо, иако кажуваме тоа, ни донесе 160.000 нови вработувања, заради благодарение на тоа имаме зголемен извоз, имаме зголемена јавна потрошувачка, односно бројот на вработените, и тоа ја закрепи економијата сега. Ако сето тоа не постоеше, ние ќе потоневме. Значи, тие водени добри економски политики сега всушност допринесија за да имаме барем досега ваков економски раст. Значи, толку неколку сегменти предизборни за да ги направат. Направија кратење на универзитети, на сите, значи и Битолскиот универзитет, на лаборатории, направење на основни, средни училишта, реконструкција, градинки, старски домови, се она што значеше економски раст се направи кратење, а се зголемија сите ставки на плати. Плати во влада, плати за нови вработувања, плати во агенции државни. Тоа не е економско водење на политика. Значи, не може да се лажи граѓаните и народот, да се вика дека имаме предимензиониран буџет, нереално креиран, а само 1,5% да се прави од тоа ревизија и тоа што се прави, да се прави за ново вработување, односно вработување на партиски кадри до крајот на годината. Не може тоа да се прави. Тоа не дава сигурност кај граѓаните. Нема ново покачување на пензиите, пензионерите да си го заборават тоа, нема ново покачување на социјалните надоместоци, тоа да си го заборават, значи ги става граѓаните во една несигурност. Како го коментирате делот на неодамна дојдениот министер без ресор за развој на ромското население Самка Ибраимовски, токму овде во Битола, каде што даде ветување дека на социјални размери, на лицата кои што се во социјален ризик, ќе им се доделува социјална помош од 12.000 денари и ќе им се делат ваучери за наплата на ефтина електрична енергија, која што ќе ги ограничило во делот колку смеат да потрошат, во спротивно ќе треба се над тој ваучер тие да се исплатат. Колку е реално тоа според вас како шарени, не можам да кажам. Значи вака, во економијата нема нешто вие што ќе ви мора тоа да стои на маса, да си постои акционен план, да си постојат средства, од каде тоа ќе се земи, каде ќе се префрли, значи не може на таков начин. Ние во овој не верувам во тоа. Дај Боже нека остварат, меѓутоа тоа се некои фантазии. Дај Боже да ги остварат. Ама не го прочитав негде во програма. Постои ли реална можност од надвор некако да се финансираат сите овие наброени моменти кои што не може реално од буџетот да бидат издвоени? Можно е да се колку законите во државава го дозволуваат таквото финансирање? Не, ние работевме, тоа се искористување на ИПА проекти, ова тоа се нормални и правилни. Меѓутоа се краткотрајни. Не може зголемување на социјална парична помош со некој грант од Европска унија или ИПА фондови? Не. Тоа не може така да биде, меѓутоа многу друго што е битно. Ке се задолжуваат. Во делот на долгот, еве тоа ми беше зборот. Значи во делот на долгот, каде што бевме континуирано критикувани, секогаш. И тоа го поставив на министерот. Значи тој ја доби кампањата да стане министер, по неговите изјави го знаеме сите дека тоа нема да се случи во влада која ќе дојде СДС, дека ќе има некакво задолжување.
Значи не може. Задолжувањето си е процес и тој постои. Задолжување, раздолжување во рамки на мастришките критериуми, да не биде повисоко во делот од 60% или бруто домашниот производ од 3%. Во тие рамки треба да се движи. И кога ги имавме ние сите должничката криза, светската, многу појаки економии држави стигнаа до 70, 80 и 100% задолжување. Меѓутоа, она што е сега симптоматично, најцели 40 и 50 дена, вие да се задолжите 148 милиони евра, а да е останато од претходно, ние оставивме од евробрзницата 220 милиони евра, да ја покријат цела 2017 година, тоа не дава некоја сигурност дека имаме добро водење на економијата. Дај Боже да грешам. Меѓутоа, ова се податоци и се показатели за кои нема грешка. Уште една работа. Значи, буџетскиот дефицит 2,9% во буџет и буџетскиот дефицит 2,9% креиран и во ребаланс. Ист. А номиналната вредност 302 милиони евра иста. Значи, што значи тоа инфлација ќе имаме? Не ми одговори на прашањето министерот, да ми го објасни. Тоа не е споиво. Значи, економски логики нема во прашањата. Мораме да бидиме свесни кога работиме, значи не е предавање, не е теорија, буџетот е пракса, во буџетот мора да имаме ние регионално и рамномерно распоредување, или во еден период ако развиваме главниот град или еден регион, во наредниот ќе се пренасочиме во друг регион. Ние се имавме амандмани и во делот на дел што не се дозавршени пречистителни и регионални патишта. Еве, например, Битола се бараше нон-стоп клиничка болница, нова. Јас кажував дека ние правиме реконструкција и се направи енергетска фасада и се обезбедени уште 130 милиони денари за внатрешниот дел. Така, и молив сега втората фаза, барем да се усвои амандман, да не се кинат парите. Нака направат, дај Боже, нова клиничка болница и во Битола. Ама ова дел да си го завршиме. Ништо од тоа. Мултинаменскиот, ова што сакавме, огромниот, јас им кажав, доколку не може во ребалансот, тоа што ние го планиравме, ќе дојде буџетот. Значи, барем еден амандман што го дава опозицијата да се усвои. Во делот, барем на офицерски дом, парите беа обезбедени во делот на буџетот ние кога го носевме. Касниме, не касниме, не осудија граѓаните, не осудија, барем во делот на офицерски ги одвоивме во буџетот. Сега молевме да не ни се кинат, да продолжат, да се заврши офицерски. Офицерски, песни се пеа на говорница во собрание. Не ни се прифати амандманот. Значи, сето тоа се дволичности. Политиката, како и да е, граѓаните ја препознават. Дали некој работи, дали лажи, дали глуми, дали прави манипулација. Нема шо, политичар е тоа, моментална професија. Сега си ја завршуваш работата, меѓутоа во делот на работењето мораш да бидеш конзистентен. А ако си застанал во време на опозиција, си се борел за градот, продолжи понатаму. Така. Пред крајот на ова интервју само ќе ве замолам кои се вашите очекувања на она што значи собраниска расправа или на ребалансот на буџетот. Дали сметате дека еве пред вас го држите и извештајот кој што ве натераа да го потпишете на бланко документ, па излегоа други моменти? Не, значи почнуваме од утре. Како ќе течи, тоа е 5 дена, мора да се заврши. Брзањето им беше и ваквиот притисок за да се распишат до 6. Меѓутоа, кога носите одговорност, кога сте одговорен пред се човек и кога вашиот подпис значи веродостојност на тоа што сте го работиле, сигурно дека не сакате да учествувате во нешто што значи кршење на деловник и кршење на работа во собранието. Значи, комисијата расправаше до 24 часот. Завршва расправата, 10-дневна. Од 10-дневната дебата, сите дискусии одат во тој извештај. И ова е извештај. 193 страни. Во 12, значи 24 минута, составуваат некаков, значи, до мене прво не дојде ваков извештај. Него составуваат нешто, дали едно ливче со потписи од опозицијата, го пуштат до влада и другиот ден на седница Талат кажува дека председателката не сака да го потпиши, затоа ние моравме сами да си потпишиме.
И тоа беше моето реагирање, тоа беше мојата изјава и не сакаја да ја примат, затоа што тоа беше изјава во која стриктно стои заведено во собрание дека јас немам добиено извештај. Дека тие да си го покријат нивното брзање, нивниот фалсификат, нивното кршење на деловникот, заедно со Комисијата законодавно правна. Таа нити се состана, праеше паузи само, не се отвори ни општа ни амандманска расправа. Таа комисија треба да ги гледа сите амандмани и да ги со подпис да оди до влада. Се направија многу пресови, вистини, невистини, вистината е една. Наредниот ден, мене службите официјално ми го доставија во 13:40 овој извештај. Значи, јас го читам, 2 дена го читам. Со се сите, то не е извештај од една страничка, па како тие во 12, завршува во 12:01 го имат готов извештајот. До 12 говорат, дебата се прави во собрание. И нема потреба. Значи, јас кажав, составете го, другиот ден сабајле да ставете ми го, ке го ја направат Комисијата законодавна правна и двата извештаи до попладнето ке ги пратиме до влада. Нема никаков проблем. Значи, навикнати на незаконско, на кршење на деловници, нивното работење, всушност го препишуваат на нас. Не може така да биде. Не може така да биде. Јас еве имав денес измени дополнувања, ми стои тоа право, се јавив до службите, јутре сабајле ќе опат, затоа што имам уште измени дополнувања. Не е внесена друга дискусија, моја дискусија е скратена. Тоа така не бидва. Не може така да се функционира во една правна држава. Може така избраја председател, за нив наречен председател, на таков начин. Меѓутоа сега понатаму не може така да се работи. Тоа ќе го видат и меѓународните, затоа што јас сум таму и талат знај, тој му беше страм во очи да ме гледа. Зошто лажиш? Јас кога вртев реков лажиш, јас сум заменик координатор. Тој не ми даде збор, значи тоа што не го знаат граѓаните. Јас пријавена, јас морам за процедурално да излезам кога ја кажа невистината. Тој пред мене повикува друг. И кога видов дека мене ме прескокнува, не ми дава збор, јас излегов до говорница. И тој, бидејќи така си е суетен, ми вика врати се. Јас не се враќам затоа што не ми дава збор. Не може да не ми даде збор, јас сум заменик координатор и јас имам право на процедурално. И да објаснам дека лажи. Ти не можеш да седиш на тоа столче да лажиш. Не може, тој може така се навикна дека го седнаја, ама не може понатаму да лажи. Не ми го примија писмото, после тоа испадна еве ви ставија штембил, ние покреновме дисциплинска за лицето што тоа го направи во собрание, ќе има на избори менувања да се води. Значи, извештајот не беше составен, не беше приготвен, сакаат се шверцески да направат и на влада си го поминаа за измени со едно ливче. Господја Лилјана, ви благодарам за овој интервју. Се надевам одговоривме на голем број од прашањата кои што граѓаните секојдневно си ги поставуваат кога станува збор за политичкиот живот во земјава, сепак многу зависен за нивните животи. Ќе ви посакам лесна работа, имајќи во предвид со какви необструкции се соочувате секојдневно во работењето на собранието и се надевам дека она што во моментот власта го ветуваше за време на избори, колку толку ќе се одрази позитивно за живењето на сите граѓани во Република Македонија. Власта го ветуваше дека во Битола ќе направат се, ќе направат копанки, ќе направат офицерски, ќе направат влезовите на Битола, ќе направат регионалниот пат Битола Тополчани до Прилеп, ќе направат патот до ова. Значи сето тоа ветуваше, меѓутоа сето тоа како амандман доставено не го прифатија. Нити еден, нити нивни претходно амандман, нити од делот на амандманите што беа наша програма. Не ги заборавам тие амандмани, ке си ги чувам истите, ке го носиме буџетот, ке го доставам, па ке видиме. Еден да прифатат, ние ке бидиме среќни. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, се гледаме повторно, наредно во некое друго интервју со нова тема.